Општинската организација на НСДП Кочани своите активности ги фокусира во 3 полиња. Првото е контакти со граѓаните, второто преку Советот на општина Кочани и третото и најактуелно пронаоѓање на фантомски гласачи за кои што од партијата тврдат дека ги има и во Кочани. Во штабот на партијата во Кочани се одржа втората средба на регионалниот штаб на НСДП. Пред се во станови, во куќи приватни на наши сограѓани кои што се иселени од градот, се наоѓаат на привремена работа во странство и немат можност да вршат увид во гласачкиот список, бидејќи веројатно таму се имат други проблеми, а некој од нив дури не им е веројатно кога ќе им кажеме дека во нивниот стан има десетина или повеќе фантомски гласачи. И сега станува јасно зошто Советот на општина Кочани го изгубивме само со 200 гласа разлика, толку има фантомски гласачи само во 3 улици што до сега ги анализиравме. Значи, кога би ги тргнале они од списокот тие непостоечките, ситуацијата ќе биде сосема друга. Партијата НСДП без разлика дали изборите ќе се одржат на 5 јуни или не е подготвена за избори, истакна подпредседателот на партијата Горан Мисовски. Членовите активно работат на терен со граѓаните, се подготвуваат за предстојните предвремени парламентарни избори. Сега во тек е онаа акција на откривање и детектирање на фантомски гласачи на избирачкиот список. Гледате практично она што имавме шанса да го слушнеме во проектот Вистината за Македонија или така наречените бомби на Заев, дека практично се било точно. Фалсификувале лични карти, правеле нови лични карти, уфрлувале фантомски гласачи во избирачкиот список, активисти на ВМРО ДПМ, предпоставам сега ова не е, нели треба да се докаже во една нормална процедура и постапка. Најверојатно информациите говорат дека многу активисти на ВМРО ДПМ од другите општини од Македонија со автобуси со фалсификат лични карти биле разнесувани низ Македонија и во туѓо име, спротивно на Уставот и на изборниот законник, гласале за други личности. Мисовски додаде дека ова не е потврдено, туку се само резултати потврдени од терен, дека на постоечки адреси на луѓе кои што се одселени од Кочани на нивно место има запишано по неколку фантомски гласачи. Од партијата очекуваат дека во наредните избори ќе дојде до израз гласот на народот и дека брзо ќе завршат работата на ова поле и ќе предадат анализата на Општинската канцеларија на Државната изборна комисија и заедно со одговорните во партијата ќе направат детален извештај за, како што велат, ваквата голема злоупотреба на граѓаните во изборите. Последните информации говорат, вели Мисовски, дека повеќе од 5000 представки има поднесено до ДИК. Од партијата истакнаа дека отворена е линија во централата на НСДП и сите членови на партијата кои што можат да детектираат злоупотреба на избирачкиот список можат да го пријават во централата. Она што ги очекува во наредниот период е зајакнување на редовите на партијата, со станоци, како и презентирање на дел од програмата која што беше усвоена на Централниот одбор, која што пак е најкомпатибилна со програмата на СДСМ. И од членовите се очекува интензивна работа на терен и добра соработка со коалиционите партнери. Инаку до овој момент договор за предизборно коалицирање на следните парламентарни избори се уште нема, но преговорите ќе започнат во наредниот период, додава Мисовски.